Таткото на Вања прв се посомневал дека ќерка му е киднапирана. На прашањето зошто, велел нема што друго да биде. Ова го тврди мајката на 14-годишното девојче кое беше убиено во ноември минатата година. Околу 1 час траеше нејзиното сведочење пред судот како главен сведок во судската постапка во која обвинете и нејзиниот поранешен сопруг. Токму за него рече дека критичниот ден на 27 ноември кога исчезна Вања, откако му се јавила дека ќерка им ја нема, тој за неколку минути се подготвил и ја чекал пред зградата, иако често доцнел. Ѓорчевски заедно со познаник ги прегледувале камерите во станот и забележале човек кој утрото ја надгледува зградата и во одреден момент се качува во автомобил. На мајката не е било верно дека нејзината ќерка е киднапирана. Тоа не е ќерка на Кенеди, рече таа во судницата за време на сведочењето. Не сум сигурна дали во автомобилот. Дома го кажа тоа. Нема што друго да биде, кажа. Но му реков треба на некој да должиш за да ја киднапираат. Не можам да кажам со сигурност дека го зборуваше тоа на 27-ми, денот кога исчезна Вања. Во текот на наредните денови кажуваше да, дека е киднапирана. Во еден момент му се развикав, престани да кажуваш дека е киднапирана, полицијата има друга терминологија. Велеше дека нешто друго не може да биде. Адвокатот на Александар Ѓорчевски вели дека со сведочењето на мајката се покажува дека таткото не е вмешан во убиството како што тврди обвинителството. И самиот сведок не посочи дека Александар направил нешто невообичаено или нешто што ни било кој обичен и нормален човек не би направил во тој момент. Ќерката на Панче Жежовски, Ана и зетот Тодор Киркови сведочеа дека убиениот пензионер се знаел со Велибор Манев, кој го ангажирал уште пред 15 на години за да му го среди дворот, но незадоволен од направеното, иако му платил 1100 евра, Жежовски го тужал сега обвинетиот Манев во 2007 за да му ги врати парите. Го изнајми Велибор Манев за да направи поплочување околу бекатонските плочки. Татко ми не беше задоволен. Не можам да се сетам. Мислам дека татко ми тужеше. Не ни кажуваше ништо, не сакаше да не вовлекува во неговите проблеми. По сведочењето на најблиските на жртвите, адвокатот на Љупчо Палевски рече дека верува во невиноста на неговиот клиент, зашто во прилог оделе тврдењата дека никој од нив лично не го познавале прво обвинетиот за двојното убиство. Нема ниту еден дел од нивниот искус кој би упатувал на тоа дека Палевски е сторител на кривично дело. Нашите прашања беа во насока дури и на тоа баравме од оштетената и субјективно мислење, евентуално дали може би претпоставува дека може би нејзиниот сопруг и обвинетиот Љупчо Палевски биле во некаков контакт, истата на таа околност наведе дека не е познато. Според обвинителството, обвинетите заедно испланирале грабнување на 14-годишното девојче со цел да присилат члена на нејзиното потесно семејство да даде парични средства за откуп. На 22 ноември минатата година заеднички го грабнале и губиле 74-годишникот Панче Жежовски од Велес за да му го земат автомобилот Citroen со кој на 27.11.2023 година ја грабнале Вања од нејзината зграда и ја однеле во атарот на селото Бразда и со пиштол калибар 9 мм преку перниче што го нашол на местото на убиството. Обвинетиот Љупчо Палевски Палчо пукал во главата на Вања Ѓорчевска. За потврдување на обвинителниот акт повикани се уште 8 сведоци, а судењето продолжува во среда.